Се треба да се прави со љубов. Меѓу житото се искаени сите бои на љубовта. Црвена, портокалова, жолта, зелена, индиго и виолетова. Љубовта е на голема величина, но сепак секогаш ја собира и во најмалото срце. Еден огромен свет, во кој ако знаеш да сакаш, ќе бидеш сакал од секого. Љубовта секогаш е во нашите срца. Секој чувствува љубов кон нешто или кон некого. Не е важно дали тоа би било љубов кон блиските, природата, музиката, уметноста или љубов кон животот воопшто. Љубовта е најубавото и најсилното чувство, кое многу значи за секоја личност. Љубовта е мотив и цел што го оправдува крајното посветување на нештото. Љубовта може да се возврши до целта, но и да се спушти на дното. И треба да знаеме, ако сакаме некого или ќе бидеме сакани. Сакај за да бидеш сакан. Récitation du Petit Prince, citati od Malиот принц. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. One sees clearly only with the heart. Anything essential is invisible to the eye. Човек добро гледа само со срцето. Оно што е важно, за очите е невидливо. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. But eyes are blind. You have to look with the heart. Очите се слепи. Треба да барате со срце.
ја нацртав внатрешноста на змијата боа, за да можат возрастните да ме разберат. Нив секогаш треба да им се објаснува. Мојот цртеж број 2 беше ваков. Кога имав 6 години, видов една прекрасна слика во една книга за џунглата што се викаше Жива историја. Сликата представуваше змија боа, што голташе номеџи, еве копијата на цртежот. Во книгата пишуваше: змиите боа го голтаат својот плен цел, без да го џвакаат. Потоа тие не може да се помрнат и спијат 6 месеци, колку што трае варењето. Јас тогаш многу размислував за авантурите во џунглата и успеав сам, се набојичка да го нашаркам свој прв цртеж. Мојот цртеж број 1. Тој беше ваков. Им го покажав мојот ремек дело на возрастните и ги прашав дали им е страф од мојот цртеж. Тие ми одговорија: зошто да ни е страф од една шапка? Но мојот цртеж не представуваше шапка. Тој ја представуваше змијата боа како бари еден слон. О, мал принц, ете така. Малку по малку го разбрав твојот малечок меланхоличен живот. Те долго време немаше за забава ништо, освен убавините на сончевиот запис. Тој нов детаљ го дозна четвртиот ден и сутрина кога ми рече: многу го сакам зајди сонце. Ајде да видим едно зајди сонце, но треба да чекам. Што да чекам? Па да чекаме сонцето да зајде. Се разбира, кога ќе најдеш еден дијамант што не е на никого, тој е твој. Кога ќе најдеш еден остров што не е на никого, тој е твој. Кога ти прв ќе имаш некоја идеја и кога ја патентираш, таа е твоја. И јас така имам звезди, од никогаш никој при мене не помислил да ги има. На тие што го разбираат животот, тоа ќе ми изгледа многу повестинито. Оти, јас не сакам мојава книга да се чита површно. Чувствувам толку така кога ги раскажувам овие спомени. Има веќе 6 години откако мојот пријател замине со својата овца. И ако овде се обидувам да го опишам, тоа го правам само за да не го заборавам. Многу е тажно да се заборави еден пријател. Таков пријател нема секој. Вие сте многу, но вие сте празни, им рекол на крајот малиот принц. За вас може да се упре. Се разбира, за мојата ружа еден обичен минувач ќе мисли дека таа личи на вас, но таа е единствена. Таа е поважна од сите вас. Затоа што јас не ја полевам, затоа што јас не ја покривам, затоа што јас не ја засолнив во параван, затоа што поради неја ги откорнав сите бујареви освен 2-3 за пеперутките, затоа што јас не ја слушам како се поплакува или како се пали, па дури понекогаш и да мучи, затоа што таја е моја ружа. Малиот принц се успеа, го зедов на раце и го продолжив патот. Бев возбуден и се чинеше дека носам некакво кревко богатство, дури ми се стори дека нема ништо покревко на земјата. Го посматрав на месечинската светлина, го обледо чело. Тие затворени очи, тие кичери, коса што прекараја на ветрот и си рекол: ова што го гледам е само една колука, неважната невидлива. Неговите полуотворени усли се насмевнуваат и уште си рекол: она што најмногу ме возбудува овој малку успеан принц е неговата верност кон цвеќе. Тоа е онаа слика на една ружа што зрачи во него како пламен, на ламба додека го спие. И јас почувствував дека е уште покревен. Ламбите треба добро да се чуваат, од еден зид на ветрот може да ни угаси. А возрастните, никој од нив никогаш не ќе разбере дека тоа има толку голема важност. Ова е за мене најубавиот и најтажниот пейсаж на светот. Тоа е истиот оној пейсаж од 73 страници, но јас уште еднаш го нацртав за да ви го покажам поубаво. Еве овдека малиот принц се појави на земјата, а потем исчезна. Гледајте го внимателно тој пейсаж, за да бидете сигурни дека ќе можете да го познаете, ако еден ден патувате по Африка, низ пустината. И ако ви се случи да поминете од тука, ве молам не брзајте. Почекајте малку токму под звездата. И ако тој дојде едно детенце, ако се смее, ако има златна коса, ако не одговара кога го прашувате,
тогаш точно ќе погодите дека е тој. Затоа бидете добри. Не оставајте ме толку тажен. Пишете ми веднаш дека тој се врати.